След уште еднаш, повторно се уваме со едно кратко видео со анализа за денешните надпревари. Да видиме што дечките од Кладење.мк ќе ви приложат во овие денешни 4 надпревари од светското првенство. Денеска се на програмата се надевалите од групата С, од групите С и Д. Знаете дека веќе во истој термин. Да. Првите два надевали се Австралија, Перу и Данска, Франција. С група Франција е сигурна, останува второто место да се реши. Што Да, јас па јас мислам Данска, ма се може. да, се може. Австралија, Перу. Австралија има мотив повеќе со победа останува во игра за втората позиција. Дури да победи не мора значи дека Дури да победи не мора значи дека да, барем има шанси. Да, поради тоа мојот јас не верувам дека Австралија ќе изгуби, па мислам дека дупла шанса ќе се двојка е најдобар тип за овој. Кеци 2, 1-2. Кеци 0. Кецикс. Кецикс. Па добро, се сложувам со тебе, од 1.55 па нагоре се движи кој 57, 58, мислам дека. Да. Така мислам дека Кецикс би било добра варијанта, особено што Перу нема шанси да изгубија мотиви, се разочара после оние почетни два порази од Данска и од Франција. Мислам дека Австралија има поголеми шанси и имате добар тим, реално. Мада головите ги постигна од пенал. Да, сега Перу не е лошо. тим меѓутоа овие го бега без мод. Кецикс се слагаме 20. Да. Одиме понатаму, Данска, Франција. Да видиме што ни носи овој надпревар. Франција е прва во групата само со пораз ќе го препушти тоа прво место на Данска. Не верувам дека ќе се дозволи пораз, затоа што ќе сака да избегнат Хрватска која. А и во овој случај Рим му одговара на двете репрезентации. Време да, со Франција е прва, Данска е втора, така да мојот тип е X. Да, ја типувам 0 до 2 гола, мислам дека нема да паѓа многу голови нови надпревар. Данска ќе биде задоволна и со нерешено. Франција нема да се троши премногу, така да очекуваме тврд досаден надпревар и максимум 2 гола, значи 0 до 2 гола. И 0 им одговара на двете. Да, дефинитивно. Во вечерниот термин го преварите од групата Д. Да. Овдека е најинтересната група. Хрватска е веќе сигурна игра со Исланд, а Нигерија и Аргентина ќе играат меѓу себе и ќе се надеваат на кикс на Исланд или кикс дека нема да победи Исланд. И во нормална ситуација Исланд би бил аутсайдер против Хрватска, но дека сега Види, Хрватска е 100% прва, значи. 5-0 гол разлика, што и да се случи во група, треба да се чуди, не знам што, некој чудо да се случи, па Хрватска падна на второто место, мислам дека ќе ротира селекторот во составот. може да направи неколку измени, но јас верувам во тоа професионалност дека сигурно нема да покажал многу пати на светски и европски првенства дека ще има калкулации. Има калкулации, да, меѓутоа јас не верувам дека така лесно ќе им пуштат да победат и не верувам дека овој напревар ќе заврши со победа на Исланд. Мислиш дека Исланд е да е гол? Да, мојот предлог е гол. Така, се слагам, затоа да прашав и мојате гол. Добар коефициент за добар 2 коефициент. Да, и мислам дека време Хрватска да премине гол. Осам е два надпревари и победи 2-0 и 3-0 против Аргентина. Нигерија и Аргентина е дербито на вечерта. Аргентина е најголемо разочарување на шампионатот. Меѓутоа, сметам дека конечно дојде време да победи. Иако Нигерија не е за подценување, мислам дека Аргентина знае да игра кога им е потребно и под притисок. Мојот предлог е тип 2. Да, ја типувам 2, повторно се сложуваме, дори во мен веќе чудно ми дојде, сите на овие два последни први се сложивме. Чиста двојка играм јас, мислам дека Меси конечно е време да се разигра, затоа што ова е дефинитивно последната шанса, инако епитетот најдобар фудбалер ќе премине во рацете на Кристијано Роналдо, кој игра одличен шампионат. Мислам дека ќе победи Аргентина и затоа игра. И коефициентот не е лош 1.50. Не е лош, да. Оние похрабрите може да одиграат ако има малку коефициент од 1.60, може би на гол, затоа што Аргентина ќе игра отворено, Нигерија има брзина паѓачки. Или 3 плюс 1.77. Да.
гол, 3 плюс и двојка. Тие се нашите прилози. Тоа е тоа. Добро, тоа беше се за денеска, вторник, се надевам дека да, се надевам дека ќе бидеме успешни и тоа е само не станало да закажеме повторна средба утре. Поздрав. Чао.